Почитувани, функцијата градоначалник со себе носи голема одговорност. Бара многу труд, вложување, упорност и многу работа. Градоначалникот е избор на народот. Вие, драги мои сограѓани, мене ми ја дадовте довербата да извршувам функцијата. Влегов со големи амбиции и уште поголем предизвик да ја оправдам да дената добре да докажам дека вашиот избор е правилен. Изминаа 100 дена откако сум на оваа функција. Напорно работевме, се обидувавме за секој проблем да изнајдеме решение. Некои проблеми брзо се решаваат, но има такви што им потребно малку повеќе време и трпение. Реков дека ќе сторам се за Кавааци, да стане убаво место за живење. Ќе сторам се за Кавааци да биде на прво место. Можеби ќе звучи нескромно, но мислам дека сме на добар пат. За само 100 дена работа успеавме да започнеме неколку проекти, да завршиме значително добар број на комуналните изградби, да оствариме значајни средби и да бидеме сведоци на добро организирани културни манифестации. Советот на општина Кавааци изгласа буџет за 2018 година во вредност од 894 милиона 332 денари. Првиот ден откако станав градоначалник, иако не беше работен, се чистеше фасадата на општинската зграда, која долго време беше обоена од шарената револуција. Од првиот работен ден, па се до денес, редовно се чистат сите улици во општина Кавааци. На моје огромно задоволство, во чистењето на нашиот град се вклучи и приватни фирми од нашата општина, кои своите машини ги ставија во функција на општината, а со тоа донираа за почисто Кавааци. Јами во соработка со ЈП Комуналец го чистеше кејот на реката Луда Мара, како и патот Кавааци Дреново, искупувајќи канавки и чистење на сливници. Улица Клинска се и чисти, а со самото чистење улицата беше проширена. ЈП Комуналец има за обврска напорно да работи во интерес на граѓаните. Возниот парк е збогатен со две нови возила, едно товарно и едно теренско во вредност од 83.000 евра. Потеркот на големите европски градови, благодарение на Синалко Германија, Кожувчанка и ИГМ Трейд, ЈП Комуналец доби донација од 3 метларки во вредност од 85.000 евра. Со тоа Кавааци се вброи меѓу првите градови во Македонија кои поседуваат вакви метларки. Во централното градско подрачје, старите канделабри беа заменети со нови. Плоштадот повторно го доби часовникот кој е донација од Скотска пивара, но неколку години не беше поставен на градскиот плоштад. Жардинерите во центарот на градот почнаа да се уредуваат. На непол месец од извршувањето на мојата функција започна проектот Мој општинар. Овој проект е прв ваков во Република Македонија. Општина Кавааци сега во секој реон има свој општинар кој навремено ги решава проблемите со кои се соочуваат граѓаните. Целата опрема за овој проект е донација од Кожучанка, Јами, Екстрабус, Велком Трейд, Метал Апостолов и Павер Трейд. Мој општинар започна акција за чисто и убаво Кавааци. Неколку фирми помогнаа во реализирање на оваа акција и ги ставија во функција своите машини за подобро на општина Кавааци. Анелмак, АС машини, Јами, ВСГД и Трасер, во соработка со ЈП Комуналец и Мој општинар, неколку денови чистеа на повеќе локации во Кавааци. ИГМ донираше 600 метални столбови, дел од нив веќе се поставени на неколку локации во Кавааци, приоритет беше тротоарот во центарот на градот, кој со метални столбови повторно го ставивме во функција на пешачите. Се реализираа значителни комунални изградби. Се асфалтираа дел од улица Дисанска, како и улица Крстем и Сирков. Поплочен е тротоарот на улица Народен фронт и поставени се метални столбови. Тротоарот се гради на улица Киро Крстев и Методија Џунов Џико. Започната е подготовка за поставување на тротоарот на улица Рајко Зенживов, поплочена е улица Галишка и тампонирана е улица Праведничка, како и санација на две споредни улички на улица Глигор Прлич. По барање на граѓаните, пробиена е улица Лазо Асијата, кај турските гробишта, пробиена е споредна улица на булевар Моша Пијаде. Поплочувањето на улички со бекатон, плочки во селата Бегниште, Брушани, Ресава, Возраци, Раец, Чемерско, Крнево и Горна Бошо. Читалиштето на кејот на реката Луда Мара влезе во третата фаза од изградбата. Поставен е пешачки мост над улица Шишка во правец исток-запад, веднаш над основниот суд Кавааци. Намената му е исклучиво за пешачи. Овој мост пресече им помогне на учениците безбедно да ја поминуваат оваа улица.
Започната е реконструкцијата на мостот кај Слога. Се продолжи колекторот кај Глишич, а се отпочна изградба на атмосферска канализација на улица Методија Џунов Джикот, спој со улица Калница. Противпожарната зграда во општина Кавааци, која е изградена во 1945 година, ја доби својата прва реконструкција, со што ќе следи и нејзино доопремување со современа опрема и нови возила. Раскрсницата на улица Никола Минчев и булеварот Македонија доби семафори, со тоа сообраќајот во овој дел на градот станува побезбеден. Поставени се и средства за смирување на сообраќајот. Станува збор за поставување на конусни пластични пречки на коловозните ленти од неколку градски улици. Тие имаат за цел да го спречат брзото и непрописно возење. И пуштивме во употреба тениските терени кај Северен булевар. Овие терени се од големо значење за младите од овој дел од градот. За 30% од вредноста, општина Кавааци ќе го продолжи поставувањето на термоизолациони фасади на изградба на колективно домување како дел од мерките за енергетска ефикасност. 33 прочистувачи на воздух доби детската установа Рада Боцева за сите објекти како донација од фирмата Екотип во соработка со општина Кавааци. Започната имплементација на проектот за активно потполнување на времето со квалитетни содржини на децата со аутизам, организирање им спортски активности и часови по музичко. Кавааци доби програма за решавање на проблемот со куќи и скитници. Општина Кавааци потпиша неколку меморандуми и договори за соработка кои се од големо значење за нашата општина. Потпишан е меморандум за соработка помеѓу општина Кавааци и Универзитетот Гоце Делчев. Универзитетот Гоце Делчев ќе донира 3 мерни станици за воздух, од кои едната е веќе поставена во центарот на градот. Потпишан меморандум за соработка со Архитектонски факултет. Студентите на Архитектонски факултет со своји проекти ќе даваат нов лик на Кавааци. Нивните предложи и идеи ќе бидат дел од идното уредување на градот. Општина Кавааци заедно со ЈП Комуналец, благодарение на досегашната успешност на ова јавно предпријатие, доби грант од 2,5 милиони евра. Средства кои се од огромно значење за општина Кавааци. Ќе се залагаме за понатамошен успех и ефикасно имплементирање и спроведување на проекти, кои ќе се реализираат благодарение на овие средства кои ни ги доделува владата на Република Германија преку KfW банка. Потпишан е договор за реализација на проектот програмата Европа за граѓани, проект Локална солидарност, глобална солидарност, како и меморандум за соработка со ресурсниот центар на родители на деца со посебни потреби. Општина Кавааци потпиша декларација за одговорност, отчетност и транспарентност на локална самоуправа. Како резултат на транспарентното работење на општина Кавааци беа организирани јавни дебати и расправи. На моја иницијатива беше организирана трибина за лозаропроизводителите, која беше масовно посетена и на која беа донесени заклучоци кои беа доставени до влада на Република Македонија и од кои лозаропроизводителите нема да прават отстапување. Беше презентирана програма за поддршка за НВО секторот. Ќе интензираме и зајакниме соработката со граѓанските организации. Пред да бидат расподелени средствата за поддршка на спортот и спортските клубови, имавме заедничка средба со спортските работници и клубови и тие беа директно вклучени во идните планови. Се одржа и избор на најдобар спортист во Кавааци за 2017 година. Основното училиште Страшо Пинчев доби награда за најдобар училишен спортски колектив во Република Македонија. По тој повод имавме средба со учениците. Имавме средба и со гимнастичарките на ГГС Партизан Срни, кои се победници на државното првенство. Присуствував на национална конференција за презентација на ЛАП за правичен пристап до вода и санитација во Македонија. Остваривме значајни средби кои се од големо значење за општина Кавааци и кои ќе придонесат за понатамошна соработка. Имавме средба со представници на Мировен корпус на САД во Република Македонија. Оствари средба со госпоѓа Луиза Винтон, постојан представник на ЮНДП и постојан координатор на Обединетите нации. Во посета на општина Кавааци беше амбасадорот на Унгарија, а Ласло Дукс, амбасадорот беше во придружба со економскиот советник во унгарската амбасада господин Ервин Сел. Остваривме значајна средба и со амбасадорот на Европска унија, Самуил Жбогар. Од амбасадорот Жбогар прими благодарница од ЕУ во знак на признание за сите досегашни успеси, реализирани проекти, а воедно и знак за успешна соработка во иднина.
Во овие 100 дена, откако извршувам градоначалничка функција, општина Кавадаци може да се пофали со низа настани, кои беа организирани на едно повисоко ниво. Манифестации кои беа масовно посетени и кои беа со белег на општина Кавадаци. Одбележавме 75 години од смртта на Страшо Пинчер. За прв пат во Кавадаци беше организирана Бадникова поварка, чија крајна дестинација беше општинската зграда. На децата и бев поделени пакетчиња и целиот настан го најави големиот христијански празник Божич. Оваа година во сите основни училишта на учениците до 5-то одделение им беа поделени околу 2600 новогодишни пакетчиња. Годинава по повод новогодишните празници во Ново Руво беше украсено централното градско подрачје, за прв пат и во село Ваташа. Прославата по повод дочек на Нова година на градскиот плоштад за прв пат беше масовно посетена, Кавадаци почна да наликува на големите метрополи. Големиот празник Свети Трифон, празникот на градот, оваа година беше достоинствено прославен, со богата културна програма, многу значајни гости и огромна бројка на посетители. Секоја наредна година се надевам на уште поголем број посетители. Општина Кавадаци ги врати во холот фотопортретите на сите досегашни први луѓе на градот, односно на општина Кавадаци. Се работи за 29 личности од кавадарци кои изминативе 74 години на слободна и независна Македонија били начело на локалната самоуправа. И секоја чест од нив со секој личен интегритет и капацитет се вградил во развојот на Кавадаци и општината. Сите овие остварени и отпочнати проекти се само почеток за идните планови на општина Кавадаци. Се надевам дека во овие 100 работни денови успеав да ја оправдам дел од вашата доверба. Овие достигнувања ми даваат уште поголеми мотивации во иднина да работам уште понапорно и да го исполним ветувањето Кавадаци на прво место. Ви благодарам.